Добар ден, драги мои. Денеска, како и секојаш, мислим секој ден ја знае оваја, ќе направиме една многу убава пита со прас, но на мој начин, како јас ја изработувам. Пред се, доколку не сте претплатени на мојот канал, притиснете лайк, шер и subscribe, за да видите некои од моите видеа. За ова пита ни се потребни, пошто ќе има малку за 2 тепси се работи. Имам околу 1,5 кило брашно. Додадов една лажица, голема лажица сол. И сега ќе додадем млака, вода за замесување. Друго, ништо. Еве сега ќе ја замесиме. Водата, верувајте ми, ова е околу 700 грама. 700 милилитри, извинете. И имам уште ваму. Но секојаш брашното, тоа секојаш го повторувам. Не зависи, например, некој ќе ви рече толку вода, пред се зависи од брашното, водата. Например, колку вода ќе прими брашното. Ете, тука имав скоро 700, сега имам овдека да ја измерим баш водава колку ќе биде. Овдека има 300, ќе дојде скоро 1000 милилитри со вода и ќе замесимо сега едно убаво мазно тесто. Еве овде сад ќе да пребацим ово тесто овде. Ова да го префрлам тестото, извинете овдека. Сега ќе замесимо едно убаво тесто за пита. Пошто е малку повише тестото. Вака ќе го измесиме убаво. Зашто и питата убаво ќе се тегни. Откако тестото го изработив добро и се одмори малку, сега ќе правиме мали кравајчиња со зејтин, ќе ги оставам. Тука ќе имам, верувајте, за негде ми треба мене 9-8, зависи колку сакате, мислим колку правите пита. И затоа мене се ги научив тепсијете, имам по 4 на едната 5, зависи која како. И вака ќе направиме кравајчиња, значи ова е на попрост начин малку објаснето. И овие сега ќе ги расучеме. Вака го да ставим у вангулата, нека ми седи. Вака ќе ги расучеме. Колку едно тањерче малечко за големина. Ете, полкаво вака и ќе го намачкаме со зејтин, ќе го ставиме на страна. Ете, така ќе продолжиме и со другите останати кравајчиња. Еве, драги мои, видете, ја направив 3,36 и 3,9. 9 катмерчиња по наше кажано, но последното е малечко. Од тука ќе ми испаднат 2 тепсија. Сега ова треба да одмори негде 15 до 20 минути. Претежно, но доколку е собата или ова просторијата каде се
наоѓаат потопло 15 минути, ако е поладна малку може до 20 минути. Еве па ќе продолжиме со понатамошната изработка. Еве. Некои се помалички, некои големи, пошто ќе ми треба и за на крајовите. Затоа Драги мои, еве сега овдека имам 3 празови, средна големина праз. Додадов малку сол, нема веза што ќе биде со сирење. Сега ќе го изгњавиме добро празот. Празот треба добро. Јас празот не го запржувам, затоа ви викам, секој си прави на свој начин, доколку ви се допаѓа ова или некојаш мене од некој ми се допаѓа, но јас празот не го практикувам да го пржим. Го дробим ситно вака и се гмеси убаво со малку сол. И таа вода што ќе ја испушти од тоа гмечење, го исцицкувам го, ја ваѓам водата кога ќе го притиснем, знаете убаво, и ќе го помешам празот после со сирењето. Еве, драги мои, помешав овде сирење. Сега ќе додадем урда. Урдава е домашна, значи мешано има праз, сирење и урда. Ама едно да знаете, пошто ја во ова не ставам јајца. Многу луѓе ставаат, но моите не го сака со јајца да има внатре. Ете има урда, сирење и праз. Празот го изгмечив, добро го изгњавив. Ја исцедив водата и го помешав се тоа заедно. И сега, уште малку ќе почнеме со изработката на корите. Ете. Еве, драги мои, ќе продолжиме со правењето на питата. Земаме ве средна терција, ќе ја намесиме со зети. И ќе почнеме со тегнење на питата. Прво ќе имам најмалечка кора, пошто она ќе иде и во средината малку. Затоа сега ќе малку е ладна и просторија, кај што се корите, па ќе биде малку по ладно е тесто, сака најмногу тесто ваке за пита кај се развива, сака топлина да има. Но не себе видиш како ги остави 20 минути да отстојат, ќе се пушти да права. Само тоа. Плюс ова е мала кора, увек за во средината. Како живо нешто, Боже личен. Верувајте, брашнава се изопачија толку што не знам како да ви кажам. Толку беа овие брашна кај дојдовме ние убави, сега се за нигде. Греота човек да каже, ама нигде. Како гума го осеќам под рука. Но ова е малечка. И си скинар. Зависи на која се. Повише не ја тегнем се кинја, може и сака да одмори уште малку, не знам. Пошто вака не било.
Ептем до душа беше малечка првата кора. Ќе ова дебелината го ваѓам на тестото. Ова е мала, драги мои, за во средина. А овај дел што го кинем јас, секогаш го оставаме за пица. Значи ќе се бере нешто и ви кажам, јас обавезно ставам урда, сирење и прас. Но јајца не ставам, ради не ставам многу. Ова ви кажам, во средината ќе иде. Ова е, ја не стегаво. Не знам зошто, да ви кажем право, ладно е, тестово го гледам, ладно е. Уште треба изгледа, да. А изгледа ќе го оставим уште малку да појде. Не се тегли нешто многу ладно. Пламиот не го зето. Еве ова некако, драги мои, ќе го оставам уште малку да појде. Верувајте, ладно е, надвор е ладно. Просторијава, ја не знам, не е, например, многу ладна, ама тестово е ладно, ќе мора уште малку. Па ќе се видиме за наредни 5 минути. Сега вако да ќе ја собереме. Не можеш да работаш, не си лезете. Тие кори се влечеле од страна колку на чаршава, ти кората е тънка, ама не може не дава. Ќе ја намрсим и таја.
Чекате до час. Измијам раката, пошто и овај ќе ја соберем. Драги мои, но малку за жал, ќе мора уште малку да го оставам да се да застане, пошто некако не се тегне. Ево, драги мои, една тепсија комад заврши, или пита, како сакате вечино. Сега ќе се носи на печење. Драги мои, со питата завршивме, еве имаме уште една тепсија. Сега идеја ќе ставиме зети малку. Заврши добро, малку ви кажувам, просторијата треба да е топла. Сега зависи каде живеете или што. Пред се, драги мои, доколку ви се свиде ова видео, притиснете лайк, шер и субскрайб. Ова е најдобрата пита, македонска пита со прас и сирење и јурда мешавина. Драги мои, ви кажав, не ви е многу тешко. Запратете ме на мојот канал, мојот живот во Канада и довидување, па некогаш нареден пат ќе се видиме со песна. Бај. Еве, драги мои, питата видна. Ова е едната пита, другата се пече. Значи, направивме пита со прас, сирење и јурда мешавина. На мој многу лесен и едноставен начин. Малку беа корите проблематични, но тоа, верувајте ми, беше многу ладно. И затоа корите, тестото ни беше малку ладно и затоа не се тегнеше. Драги мои, уште еднаш, притиснете лайк, шер и субскрайб. Доколку ви се допаѓа овој мој начин на изработка на пита. И се гледаме во некои наредни видеа. До гледање и се гледаме повторно.